Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Струјата поскапува меѓу 2 и 3,8% во зависност од блоковите. Поскапа ќе биде ефтината струја за 2,5%, а од претходно нешто поевтина мрежарината. Се уште е во тек пресконференцијата на председателот на регулаторната комисија за енергетика, на која што се објавува цената по која ќе ја плаќаме струјата од почетокот на идната година. Имаме дел од неговата изјава, целосна анализа ќе имаме во вестите во 16. Едно домаќинство кое што има потрошувачка само во прв блок од 210 киловат-часови 2,28 и ефтина 227 киловат-часови. Тука, во овој случај, се зголемува месечната сметка за 57 денари, односно за 2,28%. За домаќинство кое што има потрошувачка во блок 1 и во блок 2, односно во прв блок 210 киловат-часови, во втор блок 420 киловат-часови и ефтина 682 киловат-часови, тука месечната сметка се зголемува за 70 денари, односно за 2,59%. Имаме уште еден настан кој што е во тек. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во секој момент треба да го почне своето годишно обраќање во собранието. Според најавите се очекува председателката да говори за актуелните случувања во изминатиот период, како и очекувањата за следната година, особено во делот на внатрешната и надворешната политика и состојбата во економијата. Обраќањето на председателката е во рамки на 77-та собраниска седница. Тоа е второ нејзино годишно обраќање пред пратениците од превземањето на председателската функција во мај минатата година, кога стана прва жена шеф на македонската држава. Наша екипа е и во собранието, сите детали како и реакциите кои ќе следат по обраќањето на председателката ги собираме за во попладневните вести во 16. Али Ахмети се уште живее во времето пред повеќе од 20 години. Вака министерот за надворешни работи и подпредседател на ВМРО-ДПМН одговори на условите на ДУИ за внесување на Бадентеровиот начин на гласање при изборот на влада, но и при носењето на одлуки во Уставниот суд. Токму овие услови ДУИ ги постави како клучни за нивно учество во некоја идна влада. Партискиот лидер Ахмети по поразот на локалните избори ја задржа челната позиција во партијата, па со последните промени направени викендов почна да ги гради, како што тој самиот најави, новите позиции на партијата. Но во ВМРО-ДПМН се на ставот дека овие политики не се прифатливи. Партискиот подпредседател во 360 степени вели дека со ваквиот пристап на Ахмети, неговата партија уште долго ќе биде во опозиција. Мислам дека господинот Ахмети уште живее во фолклорот од кога прв пат има земено учество во владата од 2002 година. Помината се многу години, повеќе од 20 години од времињата во кое што е заглавена неговата свест. Може би длабоко во себе знае дека сите овие работи за кои што зборува се нереални, но очигледно се чувствува дека му е стеснет политичкиот простор и нема друга тема на која што може да дискутира. Јас не верувам дека има во оваа држава млад македонец, албанец, турчин, ром, влав кој што верува во сите овие работи. Јас знам дека нашите граѓани очекуваат да обезбедиме подобри услови во делот на стандардот на живење. А овој политички фолклор е фолклор кој што потекнува за период кој што е од пред 20 па и повеќе од 20 години, но недостатокот на креативност и визија е причината зашто ДУИ е во опозиција, а по оваа реторика која што доаѓа од господинот Ахмети, тоа што на мене ми станува се појасно е дека ДУИ уште еден подолг период веројатно ќе мора да остане опозиција. Од вчера од полнок стартуваше кампањата за повторените избори за градоначалници во 4 општини кои не го постигнаа потребниот цензус во редовниот термин оваа есен. На 11 јануари е предвидено повторно да се гласа во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово, Ростуше. Во Гостивар во игра се Невзат Бејта како кандидат на Вреди и Ваљбон Лимани од партијата на Таравари како кандидат на коалицијата на ДУИ. Во Врапчиште битка ќе водат кандидатот на ДУИ, независен кандидат, додека во Центар Жупа има само еден кандидат
кандидат од Демократската партија на турците. СДСМ и ВМРО-ДПМН ќе се соочат во Маврово Ростуше, каде што имаат по еден свој кандидат. Според роковникот за изборни действија, изборната кампања за првиот круг на гласањето започна на 22 декември на полнок и ќе трае до 9 јануари, кога започнува изборниот молк пред гласањето на 11. Измените на кривичниот законник кои влегуваат во собранието се предмет на дебата на стручната јавност. Мнозинството предложи да се измени кривичниот законник како преодно решение произлезено од одлуката на Уставниот суд донесена во февруари оваа година, со која на собранието му беше наложено до крајот на годината да го измени законот. Председателот на Уставен во неколку наврати рече дека измените кои СДСМ и ДУИ ги направија во 2023-та предизвикале непоправлива штета на правниот систем. Ова беше и главна тема на денешната дебата на која учествуваше председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски и евроамбасадорот Михалис Рокас. Оваа реформа е од пресудна важност. Немаме време за губење, бидејќи сега сме во една ситуација во која ниту парламентот, кој вообичајно би требал да действува, да делува на предлозите на Уставниот суд, ниту пак владата презеле нешто. Постои висок ризик дека сите ќе бидат ослободени. Го сакаме ли тоа? Како е биле резултатите од таа инерција? Никој тоа не го сака. Укинувачка одлука би направила уште поголема штета од штетата што ја направија пратениците носејќи ги тие измени и дополнување на кривичниот законник. Значи, дента кога ја донесовме одлуката во февруари на пресконференција кажав дека собранието направи непоправлива штета на правната држава и на владењето на правото во нашата историја. И се уште стојам на тој став. Поништувачка одлука, особено од нејзиниот формален аспект, би значело, според моето толкување, можност да ги вратиме во сила предходното правно правило, односно 353 пред измените. И третата опција беше да се донесе одлука, укинувачка или поништувачка со одлежен правен ефект. Значи да се даде уште една последна шанса на собранието да ги направи неопходните измени во согласност со правните стојалишта во нашата одлука. Морам да нагласам дека како председател на Уставниот суд сум горд на таа одлука. Станува збор за, според моите видувања, историска одлука. Охридската полиција поднела 2 кривични пријави против 2 лица од Општинскиот фудбалски сојуз во Охрид под сомнение дека го манипулирале системот на Фудбалската федерација на Македонија. Според пријавата, двете лица во својство на председател и секретар на Општинскиот фудбалски сојуз Охрид во текот на 2024-та во повеќе наврати внеле лажни, неточни и нецелосни податоци во комет системот на Фудбалската федерација на Македонија. Се наведува дека биле евидентирани надпревари кои воопшто не биле одиграни, како и лица кои наводно учествувале на истите, иако не биле регистрирани како играчи или судии. Според пријавата, целта на ваквото постапување била Општинскиот фудбалски сојуз Охрид да обезбеди своји представници во органите на Фудбалската федерација на Македонија. Пријавата е доставена до обвинителството, кое треба да продолжи со натамошната постапка. Министерството за финансии информираше дека денеска легнале нешто над 14 милиони евра на сметките на македонските компании од парите од унгарскиот кредит. Со денешната исплата, како што информира од Министерството, досега на компаниите им се распределени 217,5 милиони евра од вкупно 250 колку што беа на располагање. Владата средствата ги обезбеди преку кредитна линија од унгарската Експорт-импорт банка со цел поддршка на домашната економија, а преку пласман на средства по поволни услови за компаниите за реализација на приватните инвестиции во развој на компаниите и поттикнување на економскиот раст. Средствата се пласираат до крајните корисници преку деловните банки, каматната стапка 1,95% годишно, рок на отплата до 15 години и грејс период од 3 години. Според планот на владата, со овие 250 милиони евра се очекува инвестициски циклус кој ќе надмине 300 милиони.
Инклузивни и ефикасни политики кои треба да донесат долгорочен и правичен развој за да се обезбеди повисок квалитет на живот на сите граѓани, очекува премиерот Мицкоски со имплементирањето на националната развојна стратегија. Тој денеска имаше обраќање на 4-та седница на Националниот совет за развој. Еве ги дел од неговите пораки. Како влада, имаме јасна обврска до март следната година да го доставиме годишниот извештај за спроведување на Националната развојна стратегија за 2025 година. Тоа бара зајакната координација меѓу институциите, јасна распределба на одговорностите и дополнителна промоција и позиционирање на стратегијата како највисок стратешки плански документ. Документ која диригира целокупната стратешка рамка, го насочува секторското планирање и овозможува креирање на инклузивни, ефикасни и политики базирани на докази. Нашата цел е јасна: долгорочен, одржлив и правичен развој. Развој кој ќе обезбеди подобар квалитет на живот за сите граѓани, економска стабилност, институционална сигурност и држава подготвена да одговори на идните предизвици. Зимскиот распуст нема да почне порано поради загадувањето и зголемениот број на ученици со грип и слични вируси. Министерката Весна Јаневска денеска изјави дека остануваат уште малку денови до распустот. Како што рече, во овој момент немаат информации дека здравјето на учениците е загрозено и дека не е проблем ако од здравствени причини тие отсуствуваат ден-два од настава. Но додаде треба да се напушти негативната појава од минатото кога од најразлични причини се кратеа учебните денови. Согласно календарот за организација на наставата на Министерството за образование и наука, зимскиот распуст почнува на 31 декември, а учениците ќе треба да се вратат на настава на 20 јануари веднаш по водици. Нивото на загадување на воздухот во Скопје и Струмица се намалува поради што Министерството за животна средина утрово информираше дека е прекинат прагот на алармирање во овие два града. Законот предвидува да се активира прагот на алармирање кога дневниот просек надминува 150. А изминативе 2 дена, барем овде во Скопје, иако беше магливо, веројатно поради релативно високите температури, загадувањето не беше на ниво кое сме веќе навикнати да го гледаме во овој период од годината. Според официјалните мерења, вчера просечната вредност на станиците кои го мерат квалитетот на воздух низ Скопје се движи меѓу 50 и 60, додека во неделата бројките се движеле меѓу 70 и 90. И утрово во Скопје загадувањето се движеше меѓу 40 и 50 микрограми PM10 честички на кубик воздух, што и не изненадува имајќи ги предвид временските услови. Во останатите градови ситуацијата е малку поразлична. Утрово најзагадено беше во градовите Струмица и Радовиш со вредности кои надминуваат 250 и околу 170 PM10 честички на кубик воздух во Гостивар и Кичево. А во Штипскиот регион утрово загадувањето беше под 90, но и натаму магливото време прави проблеми. Граѓаните се жалат на квалитетот на воздухот, а докторите информираат дека имаат зголемен обем на работа. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. Во изминатите 10 денови, аерозагадувањето повторно се наметна како еден од најсериозните еколошки и здравствени проблеми и во Штип. Граѓаните се почесто се жалат на тешкиот воздух, намалената видливост во утринските и вечерните часови, како и на непријатниот мирис што се задржува над градот, особено во ниските делови и густо населените населби. Според општата состојба која редовно ја регистрираат мерните станици, концентрациите на суспендирани честички во повеќе наврати биле покачени, особено во денови со стабилни временски услови, без ветер и со пониски температури. Ваквите метеоролошки услови придонесуваат загадениот воздух да остане заробен над градот, без можност за природно прочистување. Периодот е интересен со тоа што немаме струјање на воздухот, односно се јавува таа температурна инверзија и со појавата на температурната инверзија топлиот воздух се наоѓа во погоре, а ладниот воздух е долу и со тоа маглата го стиска воздухот надолу, со тоа што се создава уште повисоки концентрации. Граничната вредност на дозволени денови во годината со пречекорување е 35. Во Штип веќе имаме 41 ден со надминување на тие 24 часовни концентрации.
Загадениот воздух во Штип почна да ги полни амбулантите. Лекарите предупредуваат непотребно да не се излегува надвор, а доколку за тоа има потреба да се користат заштитни маски. Сведоци сме дека во последните денови се зголемува бројот на пациенти кои што доаѓаат во нашата амбуланта со чести респираторни заболувања, болка во грло, малакственост, треска, општа слабост, изразена сувана дразнителна кашлица. Сето тоа придонесува да се зголеми бројот на прегледи во амбулантите. Аерозагадувањето во Штип главно произлегува од грејењето на цврсти горива и зголемениот сообраќај. Без трајни мерки, проблемот ќе се повторува секоја зима. За Сител, Трајан Ристовски. Ајде на малку поубави теми. Охрид е целосно подготвен да ги прими сите гости кои ќе се решат новогодишната ноќ да поминат на брегот на Охридското езеро. Нашата охридска дописничка е дека градот блеска под новогодишните украси, надлежните служби работат координирано, а угостителите подготвуваат богати понуди. Нина Ритоновска е на оваа тема. Градот под Самоиловата тврдина подготвен за новогодишните и божикните празници. Празнично со илјадници, светилки и најразлични реквизити се украсани централното подрачје, кејот на езерото и главните сообраќајници. Јавните предпријатија се координирани, а угостителските и сместувачките објекти работат на барањата на бројните гости кои ќе одмараат во Охрид. Токму сите тела веќе започнуваат со координација и Советот за превенција и за соработката со јавните предпријатија, СВР, сите оние институции кои што се засегнати и Охрид е максимално подготвен за и дочекот, меѓутоа и за сите оние денови кои што се околу новогодишните празници. За празниците во градот се нуди забава за сечи, вкуси сите генерации. Ке има ќе има изведувачи од македонската естрада сцена, од делот на забавната музика, народната, поп, рокот, значи неколку изведувачи кои што ќе ги застапат сите жанрови во однос на новогодишната ноќ. Како за вечерта, така и оние денови кои што се ќе бидат пополнети и преку ден, со денска забава, концерти на плоштад, меѓутоа и со вечерните концерти. Дочек за најлудата ноќ има организирано во повеќе хотели, ресторани, кафулиња, како и на плоштадот во Охрид. А ќе има богата новогодишна програма во рамките на која ќе настапат голем број македонски музички звезди, но и од нашето соседство. Нина Ритоновска, Сител телевизија.